Се дека нашите деца одат на концерт на Десингерица, кој им плука во уста, нема добро ништо веќе. Значи тоа е да подценувам ни еден вид да го музика. искоментирам, тоа више не Ете така е, ја не знам, реков тоа што Јана била, ако тие деца немаат родители, да ќе ги посвоиме, ќе ги посиниме, ќе си ги чуваме ние. Па на времето, сега да ни кажам, јас кога бев актуелна, кога бевме ние, јас, Тања, Каролина, Олгица Христовска, значи, кога сме биле актуелни, сите биле хитови некако. Да. Може би нескромно звучи, но навистина мислам така. Од еве, ако не сите, од 100%, 90% биле хитови. Ќе ве поздравам во првото новогодишно издание на Равенка за успех. Ќе ви посакам многу успех во новава година, здравје пред се и топлина во душата, да ја зрачите околу себе, затоа што така ќе ни биде поубаво местото каде живееме, кога ќе знаеме да дадеме љубов и секако да ни се возврати. А јас тука имам пријатни дами овдека со мене, баш новогодишно некако сакав да ми биде топло, затоа што вечерва е голем христијански празник Бадник и мислам дека сите сте покрај дома во топлиот дом, покрај своите блиски, ради да се направи оној ред, нели, сето тоа што е традиционално за овој празник. Тука со мене е Татјана Алексич и Лидија Кочовска, две насмејани, две паметни, интересни, речити дами, талентирани, што уште да кажам, ага на почетокот. Да ве изнафалам, ама не дека ве фалам, него навистина тоа го мислам и затоа ве одбрав денес да сте ми за. Ќе се видиме емисија. А ве споив да се видите. Сега ќе почнеме се фалиме, хвала успево на мене, ја тебе. Видиме и еве конечно ќе ме баш убаво. Ти можеш се одмориш вака и она ќе си продолжи. Да, па затоа и мислам ти кажам баш сум сморена. Со тебе накнадно. Да, ќе си правиме. Моја ќе слушам ако треба нешто да прашам, ќе слободно, потпрашам. не се воздржувај. Да. Равенка за успех ни се вика подкастов. А вие за успех мислам дека може и двете да зборувате баш онака од лично искуство, животно искуство, од сето она што сте го стекнале како знаење, добри и лоши моменти во животот, борби секакви разноразни. Ајде од Лидија ќе почнам. Лида, искрено многу ми е драго што си се поактивна и што еве имаме можност сега почесто да те гледаме по настапи, некако беше еден период малце во сенка се стави самата свесно. Па не, јас тоа го направив практично од како се вратив од Хрватска. Многу луѓе не знаат дека сум вратена од Хрватска. И некако тој период затаив. Да. Практично таму бев многу активна, па кога се вратив тука и луѓе долго време и не знаеа дека сум вратена. Мене ми беше малце потешко да се вратам уште што многу е чудно и во секој случај интересно. Мислам на почеток има многу чудно на луѓето кога ќе кажам. Јас тука пеев за свадби, најчесто за свадби, а таму пеев најчесто за разводи. И мене ми беше паметни крвативи, весела разводи, се весела. Да, значи они си прават момачко и девојачко вече за разводи, да, и тоа ми беше мене нака на почетокот малце шок. Како? И после тоа веќе ми стана како нормално и тука кога дојдов, кога се договара за својот, сигурни сте дека е свадба. И така, шала на страна, ми беше време потребно да влезам во штос. Почнав да работам нешто сосема десето, значи во салон за мебел работев, затоа што јас немав, кога се вратив од Хрватска, нели, бев подолго време таму и тука ми требаше време за да влезам, да се ставам повторно у некој колосек, нели? И почнав да работам во тој салон за мебел, па така преку пријатели практично дознав дека има аудиција во Македонска опера балет, Национална опера балет, да, кај што сум сега вработена па веќе 17 години и така, од салон за мебел си отидов во Национална опера балет и тоа беше моментот практично да почнам и повторно со пеење. Тоа беше многу интересно кога прашува. Значи каква штета би било ваков глас да работи во салон за мебел, например? Па добро, се. Не дека е тоа нешто подценувачко како ангажман, него е жално за вако пејач. Да, меѓутоа секоја работа јас ја гледам како плюс, научив нешто многу и таму. Да. Така да сега при било какво премување на стан се правам важно, па знам се, нели? И така станав активна и со пеење.
не така често, затоа што ми треба и свежо грло за на работа, па некако балансирам. Меѓутоа сум многу поактивна него претходно. Да. Претходно воопшто не бев Да, активна. и тоа е на огромно задоволство, верувам, на сите што те слушаат, затоа што сакаат пеат, Па се шпрташ, надевам и се убаво. радувам да е така. Пее, наистина. да. Како вака се сретнавте после толку време? Татјана рече дека се знаете Мало од... се гледам, ништо ми ја нема последно време. Повеќе зето ти го среќам, ти не смарекат по пазари, Тања он е го дресирала, има дела Да. по пазари. Да, Да. Предрак е главен за тоа, да. Знае да си испазари човекот цените си ги знае. Си гледа што е, како е споредба. Некои луѓе уживаат по Нормално. пазарење. Татјана, Мене кај тебе дома во како се. се подредени работите? Ти пошто си активна 24/7, значи веројатно немаш време и за пазарење. Ако не, да, И за тоа имаш време. Да. Кога ми се јави, ова сакам да кажам дека не се вклопам никако во концептот Равенка за успех и од почит кон тебе и од почит кон оној момент кога навистина е тешко да избалансираш, да најдеш гости за емисија. И те Ико она шо барам јас, не, ама и така е. Често го цитирам и кај децата Толстој вели, ние сме на дробка, значи човекот е дробка, а од таа дробка броителот сме ние, именителот е она што мислиме за себе. И сега колку е поголем именителот, толку е дробката помала. Така што треба да раздробиме суетата и успешните, навистина успешните луѓе, големите луѓе се скромни, доблесни. И сега кога гледам овде ова дете на оној вокално-инструментален светски состав Манифико, Да. значи нивната керка и низината сестра, тоа беше успех. Значи да пееш на сите можни континенти, да ти аплодираат, цела Југославија да ти се поклонува, Тито, кој пееше пред Тито, на Тито беше омилена група, Баш така. мајки со оној неверојатен глас, да пееш на туѓ јазик, значи туѓ фолклор, а да си нели од македонско потлог, они се како претеча, како да се буквално сега гледам дека е во мода, гледам кинези, јапонци, сингапурци пеат македонски песни. Стана во мода, нели? Да. А твоите родители тоа го правеа Од кога го 60-тите, правеа? 70-тите години, значи пред Пред време има времето биле, за да. такво нешто. Па тоа беа милионски посетители на нивните концерти, значи не милионски лајкови, туку посетители кои им аплодира. Тоа е успех, затоа што успехот фактички равенката за успех е што ќе оставиш зад себе. А најмногу се памти просторно-временската уметност. Ова што е и Лидија и Тања, музиката. Затоа што ако е во просторот само, значи ако се архитектонските зданија, тоа може еден земјотрес клик да отиде. Меѓутоа музиката, онаа права, вистинска музика со трајни вредности е нешто што е навистина равенка за успех. Така што јас сум вишок во емисијата, ме се радам што можам да не би се зборувам за сложила со успехот, тебе, заради затоа што сум заради многу тоа што обична мислам дека учителка. да, Секој од нас има некаква равенка за успех, има нешто се позади себе сложувам, оставено. така е. Респект на вистина за таков огромен успех што го имаат твоите родители во тоа време, ги паметам и јас и сите тие нивни настапи и тоа тој фамозно интересен хуманитарни. Значи, дел од соборниот храм е од нивните концерти, они беа хумани луѓе, скромни, да не кажам кај живеа и шо возе, а се, че преку 600 има, 600 на време памтам статистика, сега заборам хуманитарни концерти. Значи неверојатен. Татко ми значи се има тоа. Се има во евиденција, нели и во книгата запишано. Сега имаше ова монографијата излезе и Има браво што се сетија да направат такво промоција, нешто. сега имаше изложба, сега го барат и во Словенија, што Манифико се роди во Словенија и истата таа изложба сака да ја направат со Господ напред во Словенија. Не знам сега дали е тоа, знам дека се зборуваше околу тоа, ама јас многу не прашувам. Само го оставам да си реализира и да се радува на она што го прави, затоа што стварно да работиш на такво свое дело е огромно задоволство. Браво. Мислам. И Тања и Лидија се неверојатни таленти, Тања во актерските води, меѓутоа се скромни, не се она да се турка, затоа што се повеќе сме свесни и сведоци сме на луѓе кои се просечни, да не речем подпросечни таленти кои се пробиваат. Значи воопшто нема критериум. И сама кажа златни гласови, значи неверојатни гласовни капацитети. Апсолутно.
Што частиш после ова? Што сакаш? Апсолутно се сложувам, ајде да се вратиме сега малце и на тебе. Јас истото што го кажа Лидија, ќе речев Тања за малце. Ако исто. Добро, исто е тука негде. Од калде е Лидија сестри на Тања. Да. Затоа и мислам. Тања беше најзгодна Затоа во и се. мислам. сестри Тања беше дека со најзгодна. Тања дека била. Тоа да ми врати. Да. Значи двете едната со другата си Па вика добро, дека такво биле мислење си најзгодни. имале, веројатно се доживувале некогаш доживувањето на некоја личност кога ти е нели тука, кога е позитивна и така и ти изгледа. Така. Значи равенката за успех според мене е нешто што го има секој човек. Сите ние поминуваме низ одредени амплитуди во животот и постигнуваме лични успеси. Личните успеси не мора да се во рамки светски или на не знам наше национално ниво, може да се во некој потесен круг, за тебе Татјана те одбрав во нели на оваа тематика да зборуваш со право заради тоа што си постојано многу активна, многу елоквентна, со многу податоци, едуцираш многу генерации и мислам дека ги едуцираш на вистински начин, со вистински вредности. Имаш ангажмани во твоето училиште со секцијата драмска. Значи, тоа се ангажмани, давање дел од себе, од своето знаење, вложување труд и време на сето тоа што ќе продуцира кадри и таленти и подобри луѓе пред се, што е многу важно. Така, и да не надминат. Па нашиот учителски успех се нашите ученици. Кога ги гледаме успешни, тоа е нашиот успех, така што секој учителка е предиспонирана за некој успех. Успех е во денешно време. Секоја не знам, затоа што нели има некои што помалце знаат да го пренесат. Тој и ние сме били ученици, некои наставниците биле поомилени на пример, нели? Па да, така и добро што така, добро што сме различни, нека се учат децата на различност, нека не може да бидеме исти, да бидеме клонирани. Денес успех да си здрав и жив кој ќе станеш, са веле кажеш имам две нозе, две раце, туркам натаму, некош се смеам на своја сметка, мојот најголем успех што ја не сум тип кој се кара, кавгаджиски тип и за мојот 58 годишен живот, веќе јас се немам скарано со никого, значи буквално се немам, ни со предпоставени, ниту во семејството, другарки од детство заедно, значи тоа е некако го сметам за својот живот. Успех огромен. Успех да не си ретко кој може да се пофали со ова. Да, значи едноставно дури некој во последно време тој што сите го сакат или што сите ги сака не е нормален. Па еве нека сум ненормална, меѓутоа кај мене има некој голем алтруизам, космополизам, значи го сакам човештвото, луѓе имам разбирање за сите, без ова што живееме во едно сурово време на се повеќе нарцистички пореметени луѓе и социопати, психопати, колку сакаш, кои не може да се преоспитаат. Особено после пандемијата, мислам. После тоа, да. Така што треба внимателно со својата добрина, значи таа добрина треба да има граница, меѓутоа ете никогаш не сум влегал во конфликт и тоа го сметам за свој личен успех. Значи нема кавга. Како, на пример, можеш да изреагираш во ситуација кога некој во сообраќај ќе те опцуе, на пример, или не си возач? Од 2011 не возам. Ме пцуиле мене обично, возев пегла со 26-5, па га најде закочи негде на семафор да мости 20 години малтретира, па сигурно мене ме пцуеле. Мене ме пцуеле. Да, не. Знаат децата некош учениците кога ќе ме видат дека викам, тоа значи дека претерале, обично викам кога има некој изворна опасност, значи кога идеме на екскурзија нешто прават бели, а сега не можам да гледам како става таму два прста во штеки, ја му кажам немој, имам викнам беги таму тргаш да залупам нели за да направиш, значи знам да викнам, далеко тоа дека не е. Меѓутоа сакам да кажам дека никош не сум се скарала со некого, ниту ќе ме чуете да кажам дека некого мразам или дека така да тоа е. Веројатно имам тренинг, добар кондиционер, живеам со свекрава, има 92 години, значи на наредни сме сите, свекра, ние сме, маж ми сме врсници, ние сме у климактериум, па имаме син од 33 години, па на 24 години, така на генерацијски. Да, така што и тоа е тренинг, може би. Како една генерација сме. И тоа си толерантен. Пете ти равенка за успех, тоа е. Ти баш знаеш да ги... Така, што денес успех да останеш добар човек, пристоен човек, да онака што се вели се во животот, да немаш некој траурни ситуации. Окружување кој што има праг на толеранција 0,1, да успееш да не се расправаш. Нервозни да не се скараш со никого. Децата се нервозни, малите деца се веќе нервозни. Во градинка кој ќе видите дека се нервозни, тоа е нешто, тоа е навистина
нешто тажно што му се Ма случи си е на тоа од човек. дома, Тањуш. Си е тоа од дома. Така, е, не знаеме се радуваме. Па живеат луѓето во голем стрес, се пренесува таа нервоза, Така ако е. родителот, знаеш, децата Така. сакаат го прават тоа што го гледаат, не тоа што им се кажува да го прават. Точно. Точно. Така Наистина да, е вредност. примерот е таков каков што е. Станува се покомплицирано, не е како што било некогаш. Не може ни да биде, не треба да Ред, биде. Се да. враќаме назад, меѓутоа тоа е тоа. Само да биде подобро, дај Боже. Тања почна, леле па Тања. Лидија. Јас сум толку навикната. Да. Лидија сестрина Абе, Тања е Лидија Кочовски, Не, значи да, тоа да, така ти оди Не некако. Тања Лидија, кој Тањите Кочовски помалата и поголемата да ти биде Знаеш полесно. Тањите Кочовски. Така не вика Тањите Кочовски. Да. Да. Лиде, ај вака поскратено. Полесно да ми биде. да. Почна од многу мала возраст за пеење и Но, 4. леле, браво. Да. Кој ти Мени- беше првото стинско? Тоа беше Стински Златно настап. Славече, Златно како кај Славече, секој да. дете, детско фестивалче почнеш така. Па после детски фестивали следеа, веќе во таа некоја си веќе школска возраст, тоа зборам за предшколска беа Мгм. детските фестивалчиња, па после беа извидничкиот фестивал во Ниш, тоа тогаш бев 9 годишна, 9 годишна возраст, значи веќе школска возраст. И тука почнува мојата кариера од 9 Да. годишна возраст. Браво. Значи, да. Се И носеше со оваа таа година, одговорност. практично другата година, сакам да го обележам тоа на некаков начин. Сега дали ќе се собереме бенд, дали ќе направиме некој така. Јас би сакала да е тоа голем концерт. На вистина тоа ми е желба да направам голем концерт, затоа што имам позади себе 40 години кариера. Да направиш. Огромно нешто. Значи, дали сум толку Значајна стара или сум многу мала пучна. Мала си почна. Да. Та тоа прво пропеала, дефинитивно. па прозбора. Да. Да, пропеала, па тоа за македонче секој го збори. Дека Распеа прво народ. вика да. да, ќе заигра, па ќе проводи, Мгм. прво ќе пропее, па ќе прозбори. Прозвори. Да, да, да. Тој талент од Така е. припознат уште од мали години сигурно, затоа што Генетика. ете генетиката си го направила. Не е криво својот. детето, што е Не. талентирано. А добро, не вака биле имаше... моите родители службеници у банка. Не. Тоа си Биле слушала, со тоа си растала со она музиката. што сум јас, па да, нормално. Ти беше ли и јас терет? и Тања. Па да, беше терет. Зошто е сепак Затоа одговорност? што многу луѓе, огромна, затоа што многу луѓе мислеа дека нашиот успех е заслуга на нашите родители. И ние за разлика од секој еден кој што немал родител, кој што е врзан со музичка професија, со глумец, пејач, значи она што сме ние, му било можеби многу полесно за разлика од колку ни било на нас, потешко да се докажеме, затоа што секогаш ма лесно име на нив родителите. Да, нашите родители биле тука до излегување на сцена. На сцена ние сами сме се докажувале. Точно. Мислам, Мораш да оставиш нашите печаток. родители биле тука за да ни дадат совет, за да не поучат, за да не советуваат што треба, како треба, дали е ова правилно, дали не е правилно. Никогаш не ни наметнале ништо, значи никогаш ни мајка ми ни татко ми. Апсолутно, можеби некој од родителите сегаш е, нели едното е помек, другиот е по-хардкор, да речем, однос на воспитување или став. Меѓутоа, моите родители биле секогаш и кон мене и кон Тања биле ние мислиме дека е вака окей, а вие како ќе одлучите? Либерално. Да. Апсолутно. И па добро, тоа е кога некој ќе ти даде насока и можност на избор, Да. е сигурно полесно, а е Многу. особено нивното искуство Многу пак. затоа викам колку што е предност е огромен и терет. Дали самата кариера некогаш ти ствараше терет, имаше ли амплитуди и периоди кога сакаше, например, да се откажеш, да бидеш на страна од оваа работа, да се тргнеш од јавното внимание, мислење или не? Никогаш. Никогаш не постоеше такво нешто. Имаше моменти кога, нели, моменти што ги доживував болно, а тоа се пошто затоа што сум многу мала почната и мала бев на сцена, се случуваше да сме сите ние на различна страна на светот. Тања е на една страна, некаде по свет, јас сум на друга страна, моите родители се на трета страна. Јас сум била така кажано на милост и немилост. Значи тука биле цела бивша естрада во која што да речем имало и
случаи, ситуации каде што биле, дали биле алкохоличари, наркомани. Значи, сакам да кажам, имало и луѓе кои што можеле да ме завлечат, луѓе кои што можеле негативно да делуваат и да влијаат на мене. Но јас сум многу благодарна на моите родители што сум се до воспитување, па ќе кажеме се од дома, што ме воспитале на таков начин да знам како треба и како не треба. Браво. И сепак многу мала тоа да го препознам, што е многу, сепак рачунајте, јас сум била во некоја си адолесцентна најризичен период. Возраст, најризичен период, точно. Така, исто така покрај тоа што ве воспитале, што ви дале една таква смерница да сте приземни, да сте да знаете кои се вредностите во животот. Да сме нормални. Тоа сакав да кажам. Можам стварно да го констатирам тоа дека сте многу нормални. Нели го нема оној момент на некоја вообразеност, на некоја сопствено издигање, јас сум таа од ова семејство. А што сум јас повеќе од било кој човек? Тоа што се бавам со јавна професија, па еве сите три сме, да речеме, се бавиме. Тањош може би не, меѓутоа често еве по медиуми. Ја знаат како лик, ја знаат како име презиме. Тоа така попатно. Што е тоа? Не. Меѓутоа што сме ние повеќе од обичниот човек? Да. Кога ќе дојдеш ти пример, кажам на доктор, влези, нема да влезам. Значи не се тие луѓе нешто помалку вредни, затоа што чекаат саат време пред мене. Па јас треба да влезам. Ако е нешто итно, ќе замолам за да влезам. Меѓутоа, со што да не почекам, не разбирам. Пример дадов. Да, и во комуникацијата исто тоа се чувствува. Така. Тања е многу активна и гледам сега скоро некои реви хуманитарни имаше. Сака она постојано нешто да дава. Мислам да дава љубов, да дарува, да учествува, што исто така е за респект и е равенка за успех. Курчагенци со години назад учествуваат со драмската и хорска секција во хуманитарни проекти, представи за големи, за возрастни и представи за деца. И секогаш пред нова година имаме, оваа година беше трета година поред, казно-приказна, а така, фина, интересна, приказна адаптирана за деца предучилишна возраст, наместо билет носат пакетчиња, донираат и тие пакетчиња, донации потоа децата ги носат во таму каде што највеќе требаат, каде што сметам и детско село, клиника Козле, хирургија, детска хирургија, семејството во Кичево што остана без родители, 5-детно семејство, така што тоа е нешто што мислам дека е добро да поминеш низ воспитно образовен процес со порака за хуманост, за да ги научиш на децата, затоа што ние се раѓаме како човечки хумани суштества, меѓутоа хуманоста се учи. Со тек на време се учи, се развива и тоа е нешто што го правиме со години. Почнав еден проект со Елена Лука, кој исто така исклучително хуман човек, исто така донира на представата пакетчиња, делот нивниот бренд облека за децата, така што се повеќе ни се вклучуваат луѓе кои сакаат да помогнат и да направиме еден заеднички момент, да ги израдуваме децата пред нова година. И тоа е нешто што е убаво, симпатично, онака, аматерски, меѓутоа од љубов. Значи, исто правевме представа за наш Марко кој замина, меѓутоа и тоа беше голем еден порив ке децата да се помогне, да го куражиме, да го одржуваме во живот. Значи, тоа е нешто што треба секој од нас да го негува како човечко суштество, си помагаме, затоа што за жал и животот е и краток и суров, се повеќе ни се лизгаат деца низ раце и треба многу внимателно и да им се дава и повеќе љубов и енергија и затоа е воспитно образовен процес. Не е само образование и учење, туку да се школува срцето на децата. Најважно е школува на срце. Има многу ситуации, настани некои немили што гледаме, нели, што се случи во актуелната ситуација во Србија, во Белград со детето. Може ли воспитувачот, професорот, наставникот да препознае такво дете? Тешко е многу кога работиш со група деца, повеќе не можеш да им обрнеш внимание на сите деца.
И ние стануваме како родителите. Родителите имаат се помалку време заради ангажманите да бидат со своите деца, да бдеат на нив. Порано се знаеш, од 3-4 ќе дојдат родителите и сите седнуваме ручаме во исто време. Поинако беше, не можеме децата да ги обвинуваме што сега малку поинаку. И како наставници се има некои обврски, се нека темпо се повеќе се наметнува да немаш време да простудираш дете. Меѓутоа, тоа е на таква мимикрија да многу често ние деца кои влегуваат во нека депресија, анксиозност, не можеме ги препознаеме. Некош деца кои се баш онаки темпераментни, насмеани, всушност влечат страшни духовни тегобности, така што многу е тешко да се детектира и неблагодарно е. Значи тоа е нешто треба будно да се следи, но сите гледаме дека се помалку има среќни луѓе, се помалку има радосни луѓе, а тоа е недостаток на добрина. Врв на интелигенција, на емоционална интелигенција е добрината, таа ни недостасува, да си добар и кога се лоши со тебе, да си добар кога не ти се сите, како велат, овце на број или титонат бродовите. Тоа е таа безусловна добрина која недостасува. Да, токму за тоа вака празнично на почетокот реков ширете топлина околу себе. Ова е еден од најубавите христијански празници, значи дента пред раѓањето на Исус Христос, ете имаме таа привилегија со Ливија што сме токму свој гостинки на овој голем празник. Ја имав среќа како дете, како и до постари години да сум во семејство чиј татко е роден на Бадник на 6 јануари, а чичко ми на католички, на 25 декември. Така што ние постојано бевме околу семејството, тие празници, онака баш семено ги чествувавме. И тоа е време... Божи деца. Божи деца, шо вела, да, и тоа е време кога треба семејството биде да се собере, учителката малце да испрати порака. Ајде. Ние го работиме втора година Кирил Печиновик, еден од нашите просветители, учители, народен учител, кој има напишано многу интересно слово за празниците. И кога што убаво дава ука дека тие христијански празници се чествуваат во мир. Значи таму вели не поганете, не пијанчете, не скокајте како улави деца околу огништа. Значи баш пишува така. Апропо ова што се случува за Бадник, кога буквално века еуфорија се пие, се лока, или се слави онака помпезно. Предпазниковата вечер, тоа е нешто што се прави на вистина во рамките на семејството и во еден мир, во хармонија и скромно, значи погача Бадниковата паричкина која е по протокол и по според христијанството на 14 Василица, сега некој за Бадник таа паричка ја. Така што не е тоа спорно, меѓутоа е василичарски обичај на 14 нели јануари според таму како беше, сега се сетам ја, 4 век Василий, оние трите големи отци, Василий, Григори, Јован Златуст, големите светци, па Свети Василий ги советувал своите сограѓани кога дошол царот, како беше Јулијан, кој бил бара од нив злато, а народот нема што му даде, па му дал леб. А овој нервозен, бил алчен, им вратил со трева. Значи, на лепчето им вратил со трева и станалото се заканил дека ќе им го сотре градот. Па Василий ги учил да се молат на Бога христијански, онака и рекол собирете злато кога ќе дојде царот, да го смилуваме со злато, да го даруваме со злато, да не поштеди. Меѓутоа, меѓувреме царот некој го средил, го спакувал, и златото морал некако да го врати, да го раздаде во лепчињ, златници, за да може секој од семејството да добие тоа што го дарувал за царот. И од тука е фактички обичајот и традицијата, и така што секогаш кога се чества дома, прво се на тие на тие отци големи треба да се подели паричката на Григори, Јова, Златус и Василија, потоа нели за куќата, за домот, и дека не се лутат што не добиваат сите, фактички не треба да добиваат, туку баш треба целото семејство да добие. Јас да сам надоврзана, дека учителката 45 минути ми треба. Да, тија места паричка, да. Лажам, да, не. Да, точно ми ја места, ама не ми ја места во моето лепче. Него ки ми ја подбутнаше некој друг ќе ја добие, нели, дали мајка ми, татко ми, Тања, придрак децава се, нели, пошто секој во своја куќа се слави. И ке ми ја подбутнаа после, ева сина ти ја доби, па никогаш мене не ми се падна именатата година, мене ми се. Да, па нека ти. Толку бе среќна, значи, ама реално, искрено мене ми се. Без да ме наместа. Знак дека ќе слави 40 години. Знак од Господ. Дај Боже.
Така што тоа за празниците треба да се слава дома, во семејството, во мир, во тишина, нека како што е христијански скромно. И затоа и Така. обичај секогаш кај да се забадник и Забадник Божи. Дома Божик да си. дома да се, да. Дома да си. Има топлина овој празник, некоја А ке посебна. тебе во продукција исто како да сме дома. Кај Нели? исто како Да. дома. Така е некако опуштано во студивцево, Преубаво, гостите си се топличко. осеќаат лежирно и тоа велам, нели, кога имавме телевизиски емисии со ние големи студија, некако поинаков ми беше поинакво чувството, не дека е тоа Кој е лошо, многу далеко од поинтимно, тоа. да, Е. да. Навикнати сме на полежерно тоа ми и е на некако. ова, ама многу е поинтимно, потопличко, блиско сме како си една домче до да сме. друга. Да. И блиско сме, точно. Да. Лидија, сега кажи ми, имаш настапи во периодов, ова е новогодишен период кога има турбо ангажмани. Декември фул. Значи декември беше фул на вистина. Со тоа што пак ја кажам, си давам и слободен простор за да можем да бидам свежа за на работа. Во ред е жетвата. Да, жетвата е во декември секогаш. Па и некогаш и јануар. Значи, некогаш знае да биде и јануар. Луѓето знаат обично да пресисаат февруари негде. Ги Нели држи веќе уште се- кондицијата, викаш Ги јануари. држи јануари. Стара нова кондиција. година чека. Да. Стара нова година и веќе почнува, мислам дека водици, кога ќе заврши више така малку се стишува атмосфера. Така да и јануари е сега, да, имаме ангажмани, имам ангажмани, но не така често, затоа што се пак доста празници, сакам за празниците да сум си дома со своите најблиски. А сега ако има и некој ангажман, да, минатата година бев за Бадник и за Божик одсутна, имав ангажмани. Иако тоа на вистина, па реално да кажам, се исплати, тогаш сум ќе отпатувам и ќе се вратам дома, Да. нели? Меѓутоа во принцип секогаш има лепче за мене, секогаш се бира лепче. Парчето стои. Парчето, да, за Бадник. И така, се трудам да сум за празниците дома и пак ја кажам, декември и јануар се месеци кои што се полни со ангажмани, да. Што е оно Особено што декември. ти си ги пееш и многу наши евергрини, твоите песни кои се оставиле белег. Јас алудирам на Репертоарот ти? македонска музика, затоа што имаме навистина прекрасна музика. Дали се работи за хитови од времето, па и можеби нешто понаваму овие години. Да кажеме, има песни кои што може да се издвојат, меѓутоа па на времето, за да не кажам јас кога бев актуелна, кога бевме ние, јас, Тања, Каролина, Олгица Христовска, значи, кога сме биле актуелни, сите биле хитови некако. Да, Можеби нескромно звучи, но на вистина мислам така. Од еве ако не сите, од 100% 90% биле хитови. Кога сериозно Што се беше, работело, да. не се фабрикувало. Ето Да. Немало инстант И кога се продукција. концентрираше на медиумите два многу фестивали, повеќе, значи да. тука беа Макфест и Скопски. А сега пустојат многу фестивали, се расплинуваат на многу фестивали и не знам дали е до недоволно автори кои што се посветуваат на многу млади автори бегаат од државата, значи тоа е навистина Проблем, да. да проблем и голема штета. Па генерално бегат младите. Јас знам, да, да. меѓутоа нив не им пречи можеби тоа колку ќе бидат они платени, им пречи системот. Системот е апсолутно погрешен. Јас истото го знам и како автори кои што се пријавувале за фестивали, тука ќе те пресечат. Значи, кога ти на млад човек на почеток му ги пресечеш рацете и нема понатаму веќе со кој ентузијазам, со кој кејф да работи понатаму. Да, си Многу бара е- излез некаде каде што ќе дојде Нели? израз. Да, точно и работи на почеток во Макдоналдс некаде надвор, па почнува ако успее да се, нели, да се вметне во тој систем, па да работи на... А како Да. те однесе патот во Хрватска, зашто баш таму живееш? Па се омажив во Да, тоа Хрватска, беше бев една мажена, љубов. да, бев мажена за Хрват и после кратко време тој брак, неполна година, престана. Си пееше на разводот? На разводот не. На разводот Она по не. македонска традиција После сега не се разводот пее. дознав уствари дека се Сега пее се на пее. разводи. Ја требаше да си пеам. можеби, Единствена после причина за тоа. развод е брак, така што Да. кога има брак не може да ми разводи из журки. Меѓутоа, Тањаш, не е нормално, значи многу журки.
Многу различно. На почетокот Баш чудно. кога дојдоа кога ме кажа, викам, браво зечици, дотирани девојчиња сладки. Вечера славимо, ја викам, ајде, неква ми се Па за славење. Да, неква ми се среќаме. Хвала, не би на твоју главу. Да, Херцеговка беше девојката. Ја гледам, викам, зошто? Вика, не знам дали знаете, али ипак е моје да вам кажам да се разводим. Не, шокфино. И мене тоа ми беше шок, не дека се разведува, она него Да, него го слави. дека пеам за таа цел, нели? За како треба секој ги гледаш нив дека се срекне, зашто па ја да бидам тажна, нели? Види, секој почеток е нова среќа сега, дали е не. за развод, дали е за брак, значи И секој крај почеток нов се слави. почеток. Да. Така, да. Да, па веќе и разводите Тој, станува ти за нешто разводи не вообичаено. премова, ти Мене колку доцна години ми си е обрна? веќе, не можам. Значи, молим те, не Јас си сум за 16 и пол години со маж ми се. Не си компетентна за тоа Не да сум збориш. компетентна Да. за многу работи. Да ја пофалам учителката од Хрватска, која веќе спомне Хрватска учителка која се испрсила 31 Браво. убод од нож. Да Браво, спаси тепачка меѓу деца. Значи тоа е жена на столетието на годината. баш така. Да, И тој е прав педагог, тој е прав. Значи да се Тој е испрсиш човек. човек, за да да. можеш да, значи децата ти се Да пред се, заштити не деца. мислиш воопшто на себе, само гледаш децата да си ги сочиш. Тоа е Што нешто најжив. неверојатно. Може да Храбро. кажам нешто, значи, може би не е окей, ама ќе го кажам. Мајка ми беше таков тип на наставник. Па беше, Да. значи она беше и Не знам и- колку се сеќаваш, еве да не звучам дели субјективно за родител се работи, затоа и не сакав да го кажам, меѓутоа ти си тука па можеш да го потврдиш тоа. Она беше на вистина кога сме оделе по не знам, гостување некаде со хорот на смотри, било каде. Мајка ми повеќе ги гледаше другите деца отколку нас. И авторитет беше голем. И најдобри значи кога сме се Навистина. надпреварувале со хорови, а 29 ноември секогаш победувале на Немека, значи ако е на Немека хорот ми се откажуваме сите, нема шансона. Да. Еден од најдобрите Имаше баш скоро, хорови на Лидија, ниво на Југославија, да, на вистина. Една емотивна порака, видео порака на Инстаграм. Баш онака ме разнежни со твојата мајка. Срце, душа. Она беше многу добар човек. Добар, и Многу. убава. И убава, Да. многу убава. И добар човек, и одличен педагог, прекрасен родител, мислам. На Многу ти вистина. недостасува, Слава и да. тоа е. Животот е... Премногу ми недостасува, она ми беше баш ветер во грб. И огромна поддршка. Никогаш во животот не ме поддржувала за нешто што не требало да ме поддржи, ке ми каже тоа не е окей. Сметам дека не е во ред. Меѓутоа ми давала секогаш, знаела да ме окуражи, да ми даде поддршка, да ме бутне напред. За разлика од татко ми, мајка ми беше огромен оптимист, татко ми е малце попесимистички настроен. Мгм. Он е малце со поголема доза на резерва, да речем. Па зато Да. има рамнотежа. Затоа Значи, се двајца балансот се оптимисти и прави. двајца песимисти, вака фино има Да, рамнотежа. баланс, семејство. да, баланс, баш. така, да. Колку години се Татјана во брак? Па, 116. Добро. Кли. Браво. Кли. Исусови години. Да. Да, Да. Софија. Ова сакав преска ми одина мисла да ќе зборуваме само ти кажи кога да не претерувам. Кога зборуваме за музичката Не збори култура. Имаме време. Да. Ова ми е интересно. Може Ти кажи, Не, слободно. Злато. Се додека е интересно тоа што го кажеш, збори. Нели, кога Да. е убаво, кога убаво звучи. На представата чекајќи го, кажеш имаше повеќе од 30-40 цитати од литературниот светски дели, од македонски автори, а често и Горан Стефановски го користам во сето. Тоа за да учат, децата учат преку игра фактички. Да. Имав еден колаж музички од 7 минути, каде што фактички сакав да им ја раскажам приказната на сите што се случува наместо градација, имаме деградација на музичката култура и почнуваат прво излегуваат балерини и играат на Ховерфоник Mad About You, кај што има Чайковски балк. Да. На балет играат, класичен балет, со книгата се вртат, све играат фино, тоа е мал дел, после тоа почна време Pink Floyd, не ни треба education или образование, фрлаат дневници малку на каратоборни облечени. Следното е Prodigy, Firestar, нели почнува се секс, дрога, алкохол. И Техно. на крај врв на се е Дубај Тијаровиќ, како беше? Театиро. Театировиќ, ја деца да ми ја кажа, не знам кој е.
И деца да се качија на маса, почнаа да шутираат книги, да играат и сите ги занес, и балерините и сите, и на крајот понетата беше дека светот го владеат манипулатори, сите играа како марионети на тоа. Нешто slow motion со музиката од Лет на кукавичкото гнездо Милош Форман, за да се покаже лудилото. Фактички преку тие 7 минути, преку музика и игра, ние покажавме дека деградација. И деградација, се дека нашите деца одат на концерт на Десингерица, кој им плука в уста. Нема добро ништо веќе. Значи тоа е поценувам не како да го искоментирам, тоа више не е. Така е, не знам, реков тоа Јана, ако тие деца немаат родители, да ќе ги посвоиме, ќе ги посинеме, ќе си ги чуваме ние. Деца во градинка им се пушта тева која спомнавме Театирович. Така што тоа е. Зошто од малинозе? Зошто така да се едуцира дете? Зошто така да почне дете? Иве потучиња сега има детски песни, нека слушаат детски песни. Не слушаат Моцарт, Чайковски, не мора да слушаат. Не мора Моцарт. Од секој нешто треба, па и Театирович нека ја слушнат. Па нека изберат на крај што сакаат. Него им се наметнува тоа, дека мораат тоа да го слушаат. Не може она диде она, девојче. Не може да оди да слуша на концерт на Продиджи ако 90% од незините другарчиња се на Театирович. Значи мора да се вклопи во толпата. И ги се слуша Театирович. Ја како дете Златно Славече се слуша. Така е. Сите се Ја и до ден денес се слушам Златно Славече. Убаво ми е. Па да. Стварно се убави. И потучиња и Златно Славече и сите тие песни. И Сидо, и сите тие изврче. Сите тие фестивалчиња. Се смени, генерално смени. Децата порасна пред време. Пред време ни порасна, ги спустивме од раце и сега ги гледаме последиците. Равенка за успех, 33 години брат. Па ја фатив, чекај, тоа ли е на слаба точка? Никогаш отварање фронт со никога, значи тоа е поголема работа. Тоа е крај. Трпение, толерантност и тоа така. Јас со свекрва, секојаш го кажам, тоа да живееш со свекрва со 33 години. Акцент, со свекрва. Која што и персираш, ми како и персираш, живее со неја, буквално си пиеш. Не можем да кажем, вие мама иди ту материно, не можеш да опсеш персирање, вие мама. Зато и персирам, да имам гард. Така да не е едноставно, не е лесно, меѓутоа тоа е тоа. Имам 2 деца, прекрасни синови. И се друго небитно кога ги гледаш здрави прави како растат пред тебе, тегобноста на заедницата и сето тоа е мала шега. Че ништо тоа не е страшно. Во живот 2 најважни, најсериозни работи се болест и смрт, се е друго шега. Така што каде живееш, како живееш, важно да имаш. Често пати велам на децата, за среќа треба 2 луѓе, таа равенката за среќа. Ма види, респект е за твојот супруг заради тоа што не е лесно и не може секој да се носи со вака паметна, не се носи он, не се носи за мене. Вика, носи се бре. И ти емисии и се. Он ми вика, носи се. Да. Не се носи, Не, но еден посебен лик. Он е лепушкаст еден лик. Да, ма освен што е лепушкаст и многу мислам дека многу така сталожен. Фин се, не знам дома каков е. Ама со мене, вака кажам каков е, баш е едно смирено фино човече и ние сме од деца заедно, сега сме ко брат и сестра, се трпиме, се толерираме и тоа е тоа. По текот на годините секој партнер ти станува како куќа заличува на тебе, а не човек. Формулата за среќа е 2 лажица и ленор. Деца ми кажат, што провизорке лажица и ленор, да имаш да јадеш здраво со лажица, значи имаш трпеза храна и ленор, да имаш постела чиста. Се друго може се постигне и да не здраво. Толку е за среќа. Ова мегаломанија, материалистичката отруеност на деца, да си има по 100 пара фармерки, по 10 пара панталони, 16 куки, 10 джипа, возен парк, шетање, она, тоа ќе се побудареа децата. Не може. Не спаѓам таа цела таа екипа. Не, едноставните работи у принцип највеќе може да те направат среќен и ако се фокусираш на тие малите нешта, тогаш ќе бидеш среќен човек. Ако ти се потребите и желбите no limit, никога ќе го здравиш шејкото Дубај. Ништо, нашо ќе не здраве, поклониве се што ќе ни ги даде на крај. Ги циркаш, вода и ние со празни раце дојдовме.
Значи, Да, со празни Вие раце. сте или ми ќе дојаме утре за бадник. Беа бадник. Да, Ако, да. гостинки сте ми, значи супер сте. Не мора А се подароци. чувствуваме како дома, Е, баш воопшто ми не е се драго. чувствувам Тоа ми е како на гости. нај- Дремка ќе ме фати, не ме подсекајте, ќе се Разумно, дремка ќе треба да си Немој дримка одиш. музиче, ќе Ќе пуштам одидам тука, таму. сакаш нешто од алкохолче. Лики нека не запе. Да, нешто. лики ќе О, ќе срце запе. мое. Лида да не беше болна. ќе Да, се болничка. случи. Болничка, ама ете, рече ќе дојдам иако не се осеќам добро, сепак викам, Лида ќе се чувствуваш како да си домче, така да не се секирај. Меќе за гостување вакво апсолутно, поготово кај човек како тебе и не знаев дека е во прашање Тања. Surprise! Не, Ја најсериозно, јас сватив Тања Алексова и към добро Тања Алексова. Горка, некој Ама соција. не ми кажа, Ще ми не ми намериш? кажа која се, не да разбрав. Да, не се Кажеше обрнала Тања внимание. Алексич, па тоа ќе беше да. А многу јас си па ја некако сакаме по те. некоја логика викам ќе ми се вклопат двете, така енергијата убаво ќе биде Онака топло, ќе карпуш имаш Јинги, ја викал се погоди на Карпушки црно, ја жиги. бела. Црно-бела. Па се Па не и види, трите. ја бела се про... Па Се, трите сите сме договор. црно-бели свет. Трито Ау, црно-бели, дека Е, како фино. Јанка. Да. Сме се Телепатски. погодиле. Да. Да. И ти кажав, јас се случувало на фестивали никогаш да не е. Ретко, ако ептен не можам да стојам, па да откажам настап. Професионалец. Значи Па да. 40 температура, сум побарала столица ми донесат, нозете ми клецале, не сум можела, вака сум се тресала. Телото откажува, ама гласот не. Не, и гласот откажувам, ја не се откажувам. Така Тоа е. е жилбата. Знаеш, тоа е искуство, сите ние некако луѓе што се бавиме со јавен живот и со оваква професија имаме Во некој секакви механизам, услови. да. Јас ми се случувало емисија во живот 2 часа, уште на времето Дом и дизајн, нели не можеш гости, спонзори, све обврска тие, не можеш да откажеш од минут до 12. Так. Трованје, значи не можам да станам, ја не знам како стигнав до таму, се упали камерата, јас заборев. Ни еднашка, ниту Ето. станав до тоалет, ништо не беше. Кога заврши, кога се исклучија, тогаш све ми дојде одеднаш. Значи све е до... Да, се е до А псих. тебе те чепнеме сега за твојот успех. Како е да бидеш ваква секси, згодна баба? Баш така. Вала. Баш така, не знаев дека си баба. Да. Не знаев и дека си внука. мајка. Бабица. Да, имам внука, па така Нека е рано жива и се здрава. омажив јас, на 22 јас, на 22 керка ми и сега имаме на кукличка што ми е слаба точка. Браво. А тоа веројатно изгледот ми е па и соодветен на годините, зависи, тоа нема правило, нели, моја возраст сега кога бевме собрани од генерација кои има деца по 5-16 години, кои сега што сум се подранила малце, мада мислам дека тоа е предност во секој случај затоа што имаме повеќе Така. трпение и повеќе некако енергија. Не знам, во секој случај најголемо богатство се децата и мислам дека тоа е нешто што Така. Да, ево Не уште едно, исполнува. не знам колку си кажала, ве сега улога на водител, нешто кој што мирно ти стојаме нашка при спонтан разговор би кажа, дека чуваш покерка. леле, да никогаш вака не сум го дискутирала јавно, да имам уште едно девојче кое ми е исто како керка. И керка си ја викам, јас она ми е веќе керка, живее кај мене од 15 години и не правам разлика. Со Јана се буквално како сестри. Мислам дека си го најде мирот во мојот дом, а ние си добивме уште еден член плюс, што е огромно задоволство. И не ме растажувај сега. Еве, ја имам се задоволство да ќе- кажам дека Маја Браво. Поцевска е големата мајка. Срце, Да. биг мама. Да. Да. Ете, баш го кажав, ова спонтано изгледа од мене баш на голем христијански Злата, празник. точно. Тоа е христијанска доблест, тоа што си го направил. Фа. Точно. Благодарам, Тања. Искрено, не би знаела И никако нека има се поинаку повеќе да, луѓе како тебе. да Нема изреагирам. да плачеш минката, Не, ама знаеш како јас тоа го чувствував и го чувствувам се уште како некој дар, затоа што ми е по-богато дома, поубава Сека. атмосферата и фала му на Господ, девојчето е срценце, баш си е топло, Злато. пријатно вклопено, како да е моја Како да е буквално, родена да, како твоја. да сум ја родила. Точно. Мислам дека не е во животот, кој ќе кажам, децата се богатство, не е секогаш само да родиш дете, него едноставно да се однесуваш како Мајка ми родител. секогаш викаше не е родител тој кој што ќе го роди Да. детето, родител тој кој што ќе го Така е.
Да. воспита, што ќе го порасне и така, што ќе го извади на прав пат. Да. Браво. Тоа Браво. се децата се нешто што те движи, што гледаш низ нив вака понатака во Себе си животот. ще гледаш низ нив. Да. Точно И тука си го гледаш сопствениот успех. Колку ти си успеал од нив да направиш добри личности. Јас мислам дека и двете ќерки ми се многу воспитани, многу умерени и многу Браво. културни девојчиња, со што сум искрено горда. А ова внучево ќе биде од мене разгалено сигурно. За нив не Така знам и како треба. ќе го воспитуваат. Ја не планирам да ја воспитувам, планирам да ја галам. Така Мајката треба. е Да. огледало на децата и обратно. Да, многу е сладка, цело време е такво темпераментно. Ви стои кон мене. Злата, Знаки колку има знаки сега? како Нема мене, на две. кога. Ви стои кон мене, сега јас Браво. не ги чуе. Злата. Да, мислам, ме потсеќа на некој период од моето детство, кога сум била така насмејана друштвена и она е такво детенце. Па ета, твојата Злата, равенка за успех сега ни ја точно, откачна. Да. Точно така. Ет. Точно. И јас да одговорам на тоа. А Тања, ти правеше и колумни, правеше и емисии, правеше сексуална азбука, почна на македонска Све телевизија. прав, гибаници, питли, све прав. Што се случи со тоа? Некаде прекина, некаде се подзата и таа прича, па продолжи. Шкрткам Преку- уште си подпишувам Мгм. така за порталот Човекот пред се, благодарение на Трифун Костовски, и чест ми беше да се објавуваат моите шкртаници, што веламе сум далеко од колумнист, меѓутоа онака низ призма, она учителска призма, читаш книги, излегуваат од тебе цитати и нешто и така ќе ми дојде повремено да напишам по нешто. Сексуална азбука, еден проект кој беше интересен, специфичен да води на таква емисија еден просветен работник, педагог или ќе назважи на мислење ако водиш емисија за политика, тоа си паметна на читане, или ако водиш нешто за земјоделие, крави, мозела таму нешто веројатно, ако водиш емисија која има тема сексуална азбука, мора си нека сексуална активна искусна. Од каде толку знаење, нели? А јас си кажу, па имам прочитано брдо книги. Точно Книги така. имам од тука до вечноста. Така што тој проект Сексуална азбука од македонска телевизија кој се стопираше по моја вина, не се разболе сериозно. 2011 има плавокавенска тромбоза, ме нокаутира прва руда, не може веќе со тоа темпо. И потоа продолжив да пишувам за порталот Човекот пред се од АДОШ, во пишана форма и на крај господја Леда Стефановска рече дај да отпечатиме книга. Јас ке стоам за таа книга, па си како можаца Лукас да има книга, па можам ја, не? Аца Да Лукаш кажа има. има и Карлуши сите имаат. Така што тоа е книга фактички која е заедничка, наша македонски сексуален азбучник, не е ништо ново, ниту е нешто мое, тоа се едукативни моменти на еден шеговит начин да не ти е непријатно кога читаш, да не цитирам сега Баднике. И тоа така заврши. Моментално го водам подкастот, што онака баш ми е чест на доктор Татјана Гружанова во Добро здравје со еден докторски тим и тоа е нешто што убаво, мислам дека тоа ќе остане подкаст кој ќе биде едукативен и за секогаш, затоа што е нешто што навистина на сите ни е потребно здравјето. И влегов нели во тимот на Елена Лука, ети Елена Лука, и сум е благодарна што ме прифати, не затоа што сум згодна и неопходна, туку затоа што сакам да работам. И така почнавме нешто тематски заедно да работиме, па ќе видиме како ќе се прошири тоа. Така што ете, Дека не работохоличар. било згодно и убаво. Да. Да. Сакам Дека да она не е згодно и работам. убаво. Па Не е ништо модел, посебно, уште. ама А така, вајде главно авион. сум трудолюбива. Модел. Мојата одлика е да сакам да работам. Приска ги убава, кажа и годините и јас Сега се се... фалим ова, знаеш, ја сега Јас почнем со се- хвалоспеви, она мене, ја не, а ти може да си легнеш И тука. на крај, не, и на крај Добро. како не слушаш коментар, овие на крај ќе се земат. Се земе, да се посвршиме. Крај да. Ама Тањич, Гото, чим се фалат од жените овие многу на не се крај. фалат со годините, ама ти си зафалење човече. Си. Ја кажа Добро, цифрата ме преска пофалевте, да. и викам, не ми се верува. Па добри сме сите, сме трите модели, па што и ти, и Ликица. Ми ако овие вака корпулентни, а што вам Ќе видиме на твои години дали ќе бидам така. Бужана Буцка не ми се рекла дебела, обезна ќе кажеш. Обезна или елегантно пополнета. Они имаат природни филери, види ги. Нема побава жена од Буцка за женолице. Пуцка, види, нема брчка, нема ништо Ама за тоа затегнато. ти бареш и те аголка што ќе седнеш, кај што ќе се изгледаш. Кај што лепа девојка и зато бело се облекувам. Си го сукрем мешото е па се. Маја да. не се врши. Така, да. Ја? Мајушка си е таман. Маја, да.
А без жена секогаш ќе си најде мана. Кај тама никој си све ние нешто Ама вишак ние ќе си мањак. наоѓаме Ова мана. тоа, да сме живи и На крај здрави. што станува браво, тоа сакав да Тоа е кажам. Сме најважно. среќни, Така, сме задоволни да. со тоа што. Така. Со Тоа тоа што го реков. немаме. Убава жена е среќна жена. Дали Да. била дебела, дали била слаба, убава жена е среќна жена. Апсолутно. Исполнета жена. И рете веќе да Апсолутно. почнеме се сакаме повеќе себе си. Да, што е проблемот тоа што Тоа е. не секогаш сме толку самокритични со некој таков строг критериум кон себе, постојано се нешто се наоѓаме забелешки, постојано нешто. Се сме по-перфекционисти и сакаме така амбалажно визуализација. Ке Да. мажите тоа малку, иако станава ера на метромени. Не Да, можеш да да. доеш кај косметичарот Да. мажи. Оп, Да. ќе ти дое преку ред. Да. Така што и мажите се негуваат што не е ништо страшно. Може би многу генерално повеќе секој од жени. Да. Може Како би не. многу повеќе од жени. Така што се тоа треба да нека естетика која во граници на нека пристеност, иако не може да судиме сега. Ама зашто јас почитам маже што се негуваат? Мислам, тоа е убаво, само да не преоѓа во... Нели? Во примно. Ти има една граница. Во екзибиционизам, акробација. Да, и тоа е Да, дегустивост не, на не. дискутандум сега, Сакав, нема. да, сакав Секој да за кажам себе. со една, да. Со една граница, Граница, да да. останат Граница на лудила. мажествени. Така. Да. Е, така. Па добро, нас не е таков вкусот, сега не знам. По новиве генерации може немаат таков вкус. Вкусовите се менуваат и не треба да дискутираме Да. за тоа. Генерациите Ние- се менуваат, вкусовите се менуваат. Постои еден шаблон кој го користиме фактички. Празна Професорка велиме, некака. што те привлече, па мене ме привлече духовноста, нели? Памет, викам, што те привлече, тебе духовност да уполна дискотека. Да. Значи, лажеме. Прво што не привлекува Физичкото. Да. точно После така. или те одбива или ќе останеш, ти не можеш да значи физички Дека прво ме привлече физикуса, за психикус ќе Психикус, тоа е, да. Тоа секој Така. човекот се стремел кон убавината, кон Точно. разубавањето и Добро, се. природно. Природно е на прв поглед Меѓутоа, тоа. на вистина, па, привлекува. нели, некој како ќе се понесе со тебе, како разговара Ама и со тебе, енергијата. топле. Енергијата. Енергијата. Енергетското Точно. поле. Ја верувам во тоа дека убавината која зрачи, ја чувствуваш во просторот. Да, и од дискотека. Движењата на некој човек, Да, гестикулации, гестикулациите. начин на поглед. Е, така е, она Алфа енергија. женка, алфа маже, ако далеко се од далеко се забележува. така. Таа доминација, таа енергетско, тоа енергетско поле те привлекува. Не можеш до толку баш не се фокусираш на секоја црта да е правилна нацртана и да е све исправно. Има А нешто после ако што е вистинскиот, па на вистина не ти е нешто битно, ни дали има црта, не ти е. да, веќе него ни препузнаш, бе убав ли е, не ли е убав, мене ми е убав. убав ми е, Да. каков е да е убав ми е. Така е. Или кога ќе се одлюбиш, се ти пречи. Секоја црта. Најубав да е џабе. Па да. Ана Каренина кога ќе се влюби во Вронски, после тоа на мажот почнува да ја пречат ушите. До тогаш не ја пречеле. Нели? Одеднаш гледа дека Да. Алекса има клемпави Клепави уши. уши. Да. Ете. Абе, дечки, многу брзо Да, ви поминува времето, значи како да ви кажам, ја не знам и можеме да отвориме уште Билетна, 10 теми. Стварно што На вистина, имаме што да се зборуваме, ја не знам вака две дека ве споив, можеме уште Ама и не стварно само тоа се се продолжиме. знаеме, сите Направи ремек вака дело, како нешто од одавна која и- не сме се виделе Баш. вака. Од која се договараме Скоро да се видовме видиме. во театар со децата кога бе во Кратко представата. беше на- тоа беше. кратко, нека- Мгм. На минута на Поминување. поминување, да. И тоа јас бев со костим нешто трчав на И сцена. мирисеше многу Што е добро. актуелно сега парфемот. на Кој парфем? Многу добро. Не знам. Овој? Не, сега некој друг, многу Или добро. тој? Децата рекле, што убаво мирисеше професорке. Па не знам. Нешто Јас мирисеше. сум Сгимено Да, парфемоман, парфемоман си, така секогаш да мирисеше не убаво. знам на Или да вистина. кажеме што е актуелно во Пербалет сега? Имате ли представи некој Во актуелно? театар? Да. Сега не. Мгм. Периодов не. Ќе видиме за јануар имаме веќе распоред, да. Но ќе видиме. Мгм. Со Господ. Добро, значи имаме постојано има нешто ново, има И- нешто што може да Има се јануар, проследи. не верувам, да, Василичарскиот концерт ќе си биде сега. Дали ќе биде со како што беше на времето со познати ари, па ќе се, нели, Мгм. така ќе се содржи традиционално или на моје огромно задоволство би било да се одржи на како што беше на време, да се реализира како што беше на времето. Значи со познати хитови, имаше тематски, да речеме. Мгм. Хитови, странски хитови од времето 70-тите, 80-тите. Баш во. Или, не знам, од бивша Југославија, наши бивши ју хитови.
Зошто да не се направи нешто така? Погледнете ги хрватите, погледнете ги србите какви емисии. Имаме материјал. Че на вистина имаме материјал да го сработиме тоа и можеме ако се потрудиме. Ама некако... Каде кучи работава? Организација. Наистина. Се што Да. ни треба организација. Точно. Се имаме ние, само не сме организирани. Точно добро. така. Затоа ни бега Некои други ќе децата. речат недостасуваат средства Па тоа е за тоа. системот, организација, тоа. А сега средства. Затоа Никош што- и од сиромаштија да раѓа креативност. Значи во најбедните колиби се раѓаат најкреативните луѓе. Значи не е секогаш ни до тоа. Треба Да. волја, треба Така е. некако љубов. Кон работите Значи не со се работи љубов. за Се што материјално, ни дали треба можеме љубов. да го така. Да седне некој да засука ракави да организира. А има способни ние- луѓе кои што може тоа да го направат. Како не? И зошто да не? И штета е. Има Има што да се материјал. да, Има тоа е материјал. материјал, има што да се покаже, има што Да. да се чуе. Е сега моментот она што кажавме многу пати, тоа е се нема средства, не се одобруваат средства и не знам што. Меѓутоа, еве и ова што држи вода и Тања што го кажа, со креативност и со љубов ќе исплива на површина кога е нешто добро, ќе се најде начин. на мене. Се идентификува со со две имења. Со колегата, он се вика Дарко, Биполарна. а близнакот Даниел. Биполарна. Да. И вика, ма Даниел се викаш или Дарко? Нема врска, вика, еле двете имења се вртат. Да. Викам супер. Здраво ли да како е, добри ли се децата и внуча си добила, да. Супер. Значи, Да. меѓу мене и Тања има неверојатна сличност, меѓутоа ја и Знам. Тања сме различни Различни сте, луѓе. да, не сте толку исти, Значи, то ама толку да не мешаат, навистина е, ама Или така во некако. театар влезе, пример Тања ќе влезе не влезе ти сега? Знаеш? Да. Не Зошто знам, така многу не знам. мешаат. А не сте толку, во да, МТВ, ваши дали во идентични. МНТ, дали во кај мене во театар, било каде. А вака дека Забавно. русокоси, Мгм. корпулентни. Да викам дека сте ме дебели, за тоа не мешате, викам двете, ама не, и они веднаш се наоѓаат тука И дека има Тања нели. смисла за хумор кога Да. ќе почне се Непријатно, шегува на да. своја сметка царица е. Да. Тоа е интелигенција, стварно. Меѓутоа страшно е нервира ако некој Друг каже нешто. претера, не, не. Не. И друг да каже не поначим Да. се прави нели нормално за фреканција на Своја сметка. своја сметка, не би се наљутила и друг да каже, меѓутоа со мерка знаете да претераат. Некогаш па знае да биде така. Мгм. Меѓутоа така на еден фин начин, насмејана да му врати, Нормално да се сега, ако е почувствува нешто непријатно и да си, да. Дечки, дојдовме до подароците. Е. Бевте многу фини. Urban Nutrition. Ова е Како рече протеин. певта многу фини, под веќе ви дадам сега, така певте Знаеш колку фини. подароци имам Со сега? кола си. Со голас. Ова е протеин од козје млеко. Може да си го пиете, добро е за имунитет, добро е за она што е потребно како доза на протеин да се внесе во текот на денот, За мускулатура. за мускулатура, за многу од здравствени причини и аспекти да ви го подобри имунитетот. Не знам више што да набројам, значи толку работи има што се добри, има убав вкус што е многу Да. битно. Природен е и имате на нивната страна начини што да подготвите и како да подготвите со ова, Со, ако сакате да не е само така разматено Значи, многу обично. Може да се бенефити. дојде како Да. шейк сигурно натре. Да. Повели. Па можеш се да го биде. ставиш Војача дали со како авокадо, шејче, со со се. банјана, калорично суво Со грозје. се, ама сега веќе и во Повеле. сите овошни каши Да, ставаат да. протеинче. За тебе е тања што? Не можам сега до там. Да, фала ти благодарам. Ја нешто е показно да се покажува дека е исто него како. Да. да. Ова е звучниче од Ледиком. Подарок за вас. Да, да си слушате на Bluetooth звучниче? музиче. О, супер. Шубава. Повлетање. Благодарам. Сега имаме тука и парфимчиња за дамите. Merry Christmas. And happy Tom New Taylor Year. for her. Еве за парфимот кога веќе да. зборуваше дека е бил многу убав на Лидија, сега ќе има, верувам, пошто сака Кај мене парфеми. дома единствено нешто што има во изобилие, тоа се парфеми. И секогаш Имам мириса. Но во убаво, колекцијата, значи, ако го немаш до Сакам нега сега, на тело, не сум секогаш нашминкана, значи, затоа што луѓе знаат и да ме критикуваат некогаш, затоа што да, професијата не си ми е љубител на врска. многу шминка. Не, сакам Тоа сум дискретна го шминка. забележала. И сега Дури и во на театар, телевизиски настапи. Да, барам да е тоа подискретно, сакам да е подискретно. Мириса на музика и на добра музика. На мириса на парфим и на добра музика. Да. Срце мое. Еве, Фала ти гоштенјот. многу.
Том Тейлор, за вас, за Божик. Ти Повелете. благодарам. Ала. Сега има и тука аксесуари, менгешки од Мис Спайс. Многу не дарував това. Па долго бевте добри. Претера. Многу. Спремни. Јако те викам да не ќутиш зборови. Не се мери според Вели, Мис капацитет. Спайс. Фала ти. Фала. Ова е од Натела Бјути. Тука има термо и криогел. Ова си ги размачкувате на тело и двата. Едниот па другиот има и флаерче. Тука ќе видите све како тоа иде. Антицелулитни, за слабење. А за дебелење За нешто измазнување. занима. Кожата. Ти ќе ми ги дадеш ти, Ама ти ја ќе шо ти ќе ти дам да се нешто од дебелееш? моите сега. Да се Да заобла се малку. дебелела. Beauty Matrixот сте го пробале? Ова е Не. за добра кожа, за добри ногти, коса, Да. квалитет, колаген. Од Матрикс само филмот ми е познат, ама сега ќе пробаме и Beauty Ова е Matrix. Beauty Matrix, има состојки кои се 100% природни, нема засладувачи, здрав Чекај, тоа е. е прашак ќе кој што видите. орално се конзумира. Да. Се прави како напиток. Се раствара во водичка, во сокче, во што сакате. Еве, Многу ти повелете. благодарам. Леле со цела бомча Вие да дарувани. Бевме дарежливи, а вие Многу ти бевте многу благодарам, фини, да. мене ми беше огромно задоволство што се дружевме. Да, Од тука на кафе, мислам денес не пошто е празник, ама друг ден секако ќе се Обавест. дружиме. И така се Убава договараме. иницијатива долго и така време. се договараме, секој ќе се сретнеме, ајде да се видиме. Ето. Ајде да се видиме, ама и Еве во сега. Равенка за успех се споивме. И Точно вас плюс ве споив. Успех е да се споиш вака. Да. Убав И да се празник. Точно дружиш. така. Уште еднаш ви благодарам и верувам дека нашите гледачи ќе уживаат со овие две паметни, убави и пријатни дами. И тука сме секако и следниот понеделник со следни наши гости. Среќен Божик и среќна нова година. Среќен Божик и среќна нова и се најубаво.